Искрено се надам дека повторно нема да бидеме дел од еден огромен абсурд, кој што ќе биде тешко да си го објасниме себе си на целата јавност. Во делот на најновите информации кои што ние ги добивме, јас не можам апсолутно во ништо да бидам сигурен, заради тоа што живееме во време на несоодветна информација и координација. Во такво време е нормално дека секоја информација е склона на шпекулации, но вистинитоста не сум јас да ја потврдам, но ово што ќе ви го кажам, туку треба единствениот надлежен орган во духот на транспарентност и отчетноста на кој што се колнат сите министерства и сите влади претходно и ова, да ни одговорат, особено во една витална средина како што е животната средина. А тоа е, информациите со кои што ние дојдовме од наши извори, тоа дека Министерството за животна средина за престојниот референдум на кој што ќе се гласа на 30 септември, онака како што е формулирано прашањето, издвојува ни помалку ни повеќе неверојатни за мене, а верувам и за сите оние кои што долго време работат во полето животната средина, 170.000 евра за подпомагање, односно за медиумска промоција за излезност на референдумот. И видите сега, во една нормална држава ова би било настан без преседан и настан кој што треба длабоко да не вознемири сите нас, особено од држава во која што еколошки најнечистата, најнематурираната, односно најнесозряната и држава во која што најмалку се вложува во екологијата, а особено што поапсурдно што Министерството за животна средина е убедливо најсиротото министерство кога е со финансиски средства од сите можни други министерства, а се работи за највитален сектор, чии што исполнување на критериуми се во топ 3 приоритети за влез во Европска унија. Или во превод, за да влеземе во Европска унија мораме 10 години да работиме само на полето животната средина за да ги исполниме условите за влез во Европска унија и притоа со ништо друго да не се занимаваме. Во едни такви околности давањето на 170.000 евра, ако е точна информацијата, е навистина садизам и навистина една хипокризија, една агонија на екологијата и оваа држава не треба ништо да очекува светло во поглед на еколошката иднина. Ако ние јурнисеме на овој начин животната средина, сме гурнале најбитниот од тројниот столб, економија, социјала и екологија, што е основа на одржливиот развој. И на Македонија сме ја одзели иднината со овакви небулозни мерки. Да бидам искрен, не навлегувам во тоа дали државните органи, односно министерствата се надлежни да помагаат референдум, ама знам едно дека навистина е срамот и резил Министерството за животна средина да издвојува за референдум во услови кога имаме и живееме во еколошки девастирана држава. Хипокризија, лицемерие до бескрајни граници и навистина не можам да друг начин да најдам, нека ми простат сите оние честни професионалци во Министерството за животна средина, кои што на следната пресконференција ќе кажат како направили илјадници проекти, џабе е се, кога пред наши очи се уништува водно, кога пред наши очи се уништува целокупната животна средина од типот на сечење на дрвна маса на сите планински масиви ширум Македонија, да не ги набројувам заради тоа што списокот е долг, времето кратко. И ако за сето тоа не можеме го спречиме од оправдание дека Министерството за животна средина нема пари, тогаш ова навистина е претеризам. Јас искрено сакам да излезат со демант и ќе бидам најсреќен ако Министерството за животна средина даде 0 денари за референдумот.